Град Скопје викендов воведува времен сообраќаен режим на булеварот Митрополит Теодосиј Гологанов на потокот од крстосницата со булеварот 8 септември до крстосницата со улицата Московска. Времениот режим ќе важи утре и задутре во периодот од 7 до 17 часот, а е поставен поради изведба на попречни прикопи за поставување подземна инсталација. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Трето генерално собрание денеска одржа ЗЕЛС. Ке почне акција за подигнување нерегистрирани хаварисани моторни возила. Поевтинува цената за ученичко-студентскиот билет. Искусана трева и почиста општина Центар. Општина Карпош со барање до МВР да им стави крај на разбойничките групи. ЗЕЛС денеска го одржа третото генерално собрание на која председателот Гоце Трајановски поднесе извештај за резултатите од работењето во 2013 година и реализираните активности во првите 6 месеци од оваа година. Генералното собрание на ЗЕЛС денеска ја одржа третата седница на која председателот на ЗЕЛС Гоце Трајановски пред градоначалниците делегати на собранието поднесе извештај за резултатите од работењето на ЗЕЛС во 2013 година и за реализираните активности во првите 6 месеци од оваа година. Генералното собрание го разгледа и финансискиот извештај на ЗЕЛС за 2013 година, пошто се дискутираше за предизвиците со кои се соочуваат локалните власти, а беа изнесени предлози и иницијативи за понатамошните чекори во развојот на општините. Префрлањето на надлежноста општините да можат да управуваат со градежно неизградено земјиште, како и легализацијата на бесправно изградените објекти се само дел од големите успеси кои ЗЕЛС ги постигна во изминатиот период. Може да посочам дека ЗЕЛС работи компактно, значи независно од политичка, етничка или било која структура, сметам дека одлуките кои што се донесуваат во интерес на граѓаните на Република Македонија, во интерес на сите општини, независно од нивната големина или во кој дел од Република Македонија се наоѓаат. Би сакал да потенцирам она што е постигнато во 2013 година. Имено во 2013 година Република Македонија стана втората земја, можеби и во светот, која што градичните дозволи ги издава по електронски пат. И тоа е наше големо достигнување. Имавме проблеми од почетокот дека почне тоа да функционира, меѓутоа сега веќе проблемите се надминати. Благодарение на поддршката на владата на Република Македонија која што ни помогна финансиски да се изготви софтверот, меѓутоа исто така на поддршката на сите градоначалници и стручни служби од урбанизмот. А втората наша придобивка во текот на 2013 година е тоа што ЗЕЛС тренинг центарот навистина го оправда своето постоење, заради тоа што повеќе од 3000 државни службеници во различни области беа обучени во ЗЕЛС тренинг центарот. Така да тренинг центарот и понатака ќе остане место каде што ќе можат државните службеници од локалната самоуправа да стекнуваат знаења, да добиваат знаења, појаснувањето на незаконски прописи и слично. За следнава 2014 година би сакал и понатака, ако успееме 2014, еден од главните проекти е електронско донесувањето на деталните урбанистички планови. На седницата се обрати министерот за локална самоуправа Лирим Шабани и амбасадорот на Швајцарија во Република Македонија Стефано Лазарото, долгогодишен поддржувач на демократските процеси во локалната власт во земјава. Министерот за локална самоуправа Лирим Шабани посочи дека очекува соработка со ЗЕЛС со цел креирање политики кои би придонеле за поголем развој на регионите и подобрување на животот на граѓаните. Идни наочекувам стручна соработка посебно со ЗЕЛС, така и со општините, се со цел креирање на политики кои би донеле до поголем развој на региониве, а како крајна цел би било подобрувањето на животот на граѓаните. Јас како нов министер на локална самоуправа, како главен фокус во министерство ќе го имам као прво доследното спроведување на децентрализацијата како процес кој траеше до денеска, се со цел да постигнеме
еднакви услуги на сите граѓани, без разлика која општина, дали град, дали село живеат тие. Друг фокус би било регионалниот развој, рамномерен регионален развој. За ова работа веќе финишираме една стратегија во Министерството. До сега сите програми и алокации само Министерството локална самоуправа ги одредила по ова стратегија до сегашна што беше, сега ја ревидираме, значи стратегијава. Во новава стратегија ќе инсистираме и другиве институции сите програми, алокации да ги направат согласно ова стратегија за да постигнеме рамномерен регионален развој во ниво на цела Македонија. Како трет фокус би спомнал соработката да се зголеми уште соработката со ИПА фондовите што го имаме, меѓуграничната соработка со земјите соседи. Имплементацијата на процесот на децентрализација на власта во Република Македонија официјално почна од 1 јули 2005 година. Нерегистрираните и хаварисани возила кои се наоѓаат на територијата на општина Аеродром од понеделник ќе бидат подигнати од страна на ПАјАК службата. Граѓаните кои што ќе сакаат да ги вратат назад своите возила ќе треба да ги побараат на паркингот на секторот ПАјАК служба. Општина Аеродром во соработка со надлежните служби од Министерството за внатрешни работи и ПАјАК службата на јавното предпријатие Градски паркинг во понеделник ќе почне акција за подигнување нерегистрирани хаварисани моторни возила на целата урбана територија. Подигнатите возила ќе се носат на паркингот на јавното предпријатие Градски паркинг, од каде што сопствениците може да ги подигнат своите возила. Паркингот на секторот ПАјАК служба, каде се чува подигнатите возила се наоѓа спроти Народна банка на Република Македонија. Оваа акција се презема пред се за да се зголеми еколошката свест кај граѓаните и да се подигне урбаното живење на повисоко ниво. Општина Центар ја искоси тревата, го извади плевелот и го расчисти шутот од градежни материјали и стар мебел на целата своја територија. Комплетно се обработени местностите Водно, Зелен пазар, Пролет, Крњево, Капиштец, Дебармаало, Буњаковец и територијата околу Универзална сала, информираат од општината. Поради опасноста од пожари, превентивно е исечена и високата и сува трева во и околу населбата Крњево. Извршено е и кроење на грмушките и дрвјата. Ке започне и обработката и подготвителните работи за садење на сезонски цвеќиња. Од општина Центар додаваат и дека на барање на граѓаните исчистени се делови кои што не се под незина територијална надлежност и при тоа информираат дека општината веднаш реагира на укажувањата на граѓаните за формирањето на каков било вид дива депонија. Заради обезбедување заштита и мир на граѓаните на Карпаш, градоначалникот Стефче Јакимовски оствари средба со представници од Министерството за внатрешни работи, задолжени за спречување на нарушувањето на јавниот ред и мир во сите 14 урбани заедници. На состанокот присуствуваа и председателите и секретарите на сите урбани заедници, информираа надлежните од општина Карпаш. Според изјавите на секретарите, во одделни урбани заедници, граѓаните се соочуваат со се почести кражби во домови и дуќани, велосипеди и мотори. Во разговорот беше наведено дека станува збор за 10 до 15 разбойнички групи, на кои треба да им се стави крај. Во летниот период договорено е да се преземат поенергични мерки против прекршителите на јавниот ред и мир и да им се врати мирот на граѓаните. Јакимовски посочил дека општината е подготвена да набави какви било техники за да им обезбеди заштита и спокој на граѓаните, додека Горан Саздовски, началник на СВР Скопје, предложил за секоја урбана заедница да се одреди водич на безбедносен регион. Присутните представници од полицијата ја истакнале важноста за расчистување на сите кривични дела, а при тоа апелирале да се пријавуваат секакви поплаки од граѓаните за побрзо реагирање. На средбата било наведено дека ќе се организираат состаноци на кои ќе се расправа и разгледува секаков проблем кој ќе биде регистриран на ниво на урбаната заедница.
Учениците и студентите во текот на месеците јули и август ќе можат како и секоја година да ги користат услугите на ЈСП Скопје по намалени цени. Ученичко-студентскиот билет ќе чини 620 денари. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје ја намали цената на месечниот ученичко-студентски билет за месеците јули и август од 1050 на 620 денари, пракса што е вообичаена и важи само за летниот период. Од град Скопје информираат дека сите заинтересирани ученици и студенти месечните билети може да ги набават на билетарниците на ЈСП Скопје. Останатите цени на билетите остануваат непроменети, односно месечниот билет за пензионери и за невработени е 1050 денари за сите линии. Месечниот билет за останатите граѓани само за градски линии е 1460 денари, додека за сите линии, градски и приградски, е 1680 денари. Пензионерите бесплатно може да се возат во автобус во вторник, петок, сабота и недела, додека за студентите бесплатно возење во автобус има во четврток. Франција, Германија и Бразил, Колумбија. Вечерва на Мундијалот во Бразил се првите четвртфинални надпревари. Бушар и Квитова ќе играат во финалето на женскиот дел од тенискиот Гранд Слем Вимблдон. Спортските вести се веднаш по рекламите.